Добар ден, ученици! Добре дојдовте на видеочасот по македонски јазик за второ оделение. Наставна содржина. Големи и мали печатни букви М и И, програмско подрачје, почетно читање и пишување. Цел на часот. Ученикот да ги воочува гласовите во различни позиции во зборот, да се оспособи правилно да ги пишува големите и мали печатни букви М и И, да се оспособи да ги препознава символите на гласовите и да ги поврзува во зборови. Потребен материјал за овој час: учебник по македонски јазик, тетрадка за почетно пишување и училишен прибор, гума и моливче. Часот ќе го започнеме со игра на буква на буква. Ова е Мија. Ова е Ива. Овие две другарки секојдневно играат разни игри заедно, а денес ќе играат на буква и се договориле на која буква ќе играат. Ќе играат на почетните букви од нивните имиња. Бидејќи и двете сакаат работи кои што започнуваат на почетната буква од нивните имиња, Мија ќе кажува зборови кои започнуваат на М, а Ива ќе кажува зборови кои што започнуваат на буквата И, бидејќи И е на почеток во незиното име. Па започнале да набројуваат работи на буквата М и на буквата И. Прва започнала Мија. Да видиме што кажала Мија. Маче, М, на почеток во зборот. Следна е Ива. Индијанец, И, на почеток во зборот, но И ја има и во средина на зборот. Повторно е Мија. Молив, на почеток во зборот, М, молив. Следна Ива. Ирвас, И, на почеток во зборот. Маса, М, на почеток во зборот. На И. Инка, на почеток на зборот. Морков, на почеток на зборот, М. Играчки, на почеток на зборот е буквата И, но и на крајот од зборот е буквата И, последна буква, прва и последна буква во зборот. Мајмун, М, ја има на почеток во зборот, но исто така и во средина на зборот. Два пати се содржи буквата М во зборот мајмун. Следна е Ива. Игла, И, на почеток на зборот. Следна е Мија. Мечка, М, на почеток во зборот е буквата М. Да видиме Ива кој збор го кажала. Игло, И, на почеток во зборот. Што мислите, ученици? Кој од нив кажал повеќе зборови? На М или на И имаме повеќе зборови во нивната игра? Да ги изброиме. Мија. 1, 2, 3, 4, 5, 6 збора на почеток. Ива 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подеднакво кажале зборови и на М и на И. По 6 зборови. Што мислите? Кои букви ќе ги учиме денес? М, така, и буквата И. Буквата М и буквата И ќе ги учиме. Но не само големите букви, туку ќе ги учиме големите и малите печатни букви. Затоа што забележавме дека кога ги кажуваа зборовите на М и на И, буквата М некаде беше запишана со мала буква, а некаде со голема печатна буква. Така,
во молив, М на почеток и во средина на зборот запишани се со мала буква. Во играчки И е на почеток и на крајот од зборот, последна буква, повторно со мали букви се запишани. Мајмун, М на почеток, М во средина на зборот, повторно со мали букви се запишани. Исто и во индијанец, со мали букви е запишана буквата И. Но во Ива И е запишана со голема буква, бидејќи Ива, зборот Ива е сопствено име, лично име на девојче. Исто и Мија. Мија е сопствено лично име на девојче. Затоа ќе ги учиме големите и малите печатни букви М и И. Така, како се пишуваат? М и И. Да видиме од кои елементи се пишуваат буквите М и И. Буквата М се пишува со две прави исправени линии, права накосена линија налево и права накосена линија надесно. Еве, права исправена линија, уште една права исправена линија, права накосено налево и права накосено надесно. Со истите линии се пишува и малата буква М. Да видиме големата и малата печатна буква И како се пишува. Со две прави линии исправени и права накосена надесно. Исто така се пишува и малата печатна буква И. Големите и малите печатни букви М и И се исти. Што треба да запомниме пред да почнеме да пишуваме во тетратката за почетно пишување? Секогаш пишуваме од лево кон десно. Да не притискаме со моливчето додека пишуваме. Моливчето слободно да го држиме со прстите. Да не излегуваме од линиите во редот и да внимаваме на растојанието помеѓу елементите, односно помеѓу буквите. Па да започнеме. Отворете ја тетратката за почетно пишување. И вие ученици и заедно да започнеме да пишуваме. Овие се редови како во вашата тетратка за почетно пишување и почнуваме во првиот ред. Првиот ред е горната и долната црна линија, ни го означува првиот ред. И тоа е просторот во кој ќе ги пишуваме големите печатни букви. Првин ќе започнеме да ја пишуваме буквата М. Како се пишува? Се сеќаваме на елементите кои претходно ги спомнавме. Права исправена линија, но почнуваме од горната линија, повлекуваме со моливчето надолу, како што ни покажува стрелката. Потоа, права накосена линија налево, па продолжуваме со моливчето права накосена линија надесно и повлекуваме надолу права исправена линија повторно. Следната буква, пред да ја почнеме да пишуваме, да внимаваме на растојанието од првата буква до втората буква која ќе ја пишуваме. Повторно, права исправена линија, почнуваме од горе надолу, повлекуваме. Потоа, права накосена линија налево, права накосена надесно и повторно со моливчето надолу повлекуваме права исправена линија. Внимаваме на растојание до следната буква, внимаваме да не излегуваме над линијата, односно да не излегуваме од редот, да не притискаме со моливчето, туку тенка линија повлекуваме. Следната буква, права исправена, од горе надолу повлекуваме, потоа од горе повлекуваме
права накосена линија на лево, права накосена линија надесно и повторно повлекуваме права исправена линија. Растојание, исто ја пишуваме и следната буква М до крајот на редот. Во вториот ред ќе ја пишуваме малата М печатна буква, а просторот во кој ќе ја пишуваме малата буква е до сината тенка линија која што е на средина помеѓу горната и долната црна линија, има тенка сина линија и таа ни покажува до каде се пишува малата печатна буква М. Се пишуваше со истите елементи како и големата печатна буква И, само што не до горе, туку до тенката сина линија на средина во редот. Почнуваме права исправена линија, права накосено налево, права накосена надесно, права исправена линија. Внимаваме на растојание. Повторно права исправена, накосена налево, накосена надесно, права исправена. Внимаваме повторно на растојанието. Права исправена, накосена налево, накосена надесно, права исправена. И така до крајот на редот. Во третиот ред ја пишуваме големата печатна буква И. Права исправена линија од горе надолу повлекуваме. Права накосена линија од долу нагоре, права накосена надесно и повторно права исправена линија од горе надолу повлекуваме. Внимаваме на растојание и повторно. Права исправена линија од горе надолу повлекуваме. Права накосена линија надесно ја повлекуваме од долу, се движиме нагоре и повлекуваме надолу повторно права исправена линија. Внимаваме на растојание, внимаваме да не излегуваме од редот и не притискаме многу со моливчето. Малата И печатна буква се ќе ја пишуваме во четвртиот ред долу и исто како и малата М до средината на редот, односно до тенката сина линија. И малата И е иста како и големата И печатна. Права исправена линија, права накосена надесно, права исправена линија. Внимаваме растојание, права исправена линија, накосена надесно, права исправена линија, спуштаме од горе надолу. И до крајот редот го пишуваме со мала печатна буква Е. Следна активност, пронајди го зборот. За оваа активност потребни ни се картички со букви. Еве, 4 картички на кои картички има различна буква, односно 4 букви. Овие картички треба да ги подредиме така да буквите, а кога ќе ги подредиме по точен редослед, тие ќе представуваат еден збор. Првата е И, па М голема, па И М мали. Правилно да ги подредиме за да добиеме збор. Но бидејќи имаме голема буква, значи таа ќе ја ставиме прва, М, и што мислите? Како треба да ги подредиме останатите букви за да добиеме ученици збор? Мими, така, мими. Со голема печатна М буква, бидејќи е име. Представува лично собствено име. Мими. Да видиме следните картички. 3 имаме тука. И, А, М. И, А, М. Како да ги подредиме? Која да е прва, која втора картичка, која да е трета, последна во зборот? Има, така ученици. Има. Да видиме следните 4 картички. Имаме 2 пати А буквата и 2 пати М буквата. Што мислите? Со овие 4 картички, кој збор
ќе го добиеме, односно кој збор ни го представуваат овие 4 картички? Мама. Така, ученици. Ајде да ја прочитаме сега реченицата. Со првиот, вториот и третиот збор. Првиот збор ни беше Мими има мама. Така. Мими има мама. Точка, бидејќи е реченица и бидејќи завршува реченицата. Мими има мама. Ученици, ви благодарам за активноста, за часот и се гледаме на следен видеочас. Довидување.